Нема кој од посетителите на Штипскиот пазар да не го пробал надалеку прочувениот пазарџески кебаб. Ево го гледате тука. И нема кој што освен она што го купил на пазарот да не отиде со сендвич со овој штипски прочуен кебаб, кој што е дело и мајсторство на нашиот сограѓанин познат под прекарот Тасе и кој што веќе со децении наред ги угостува штипјани со оваа вкусна работа. Нашиот соговорник денеска ќе каже неколку работи, ќе открие неколку работи. Прво, која е тајната за прочуениот вкусен кебаб? Како се подготвува, на кој начин, колку време ќе му е потребно на кебабов да се испече за да биде вкусен и за да се бара репете, односно да се бара повеќе. Без молку половина век, штипскиот мајстор за кебаби Тасим Мандак ги угостува штипјани со овој вкусен производ. Скараџискиот занает е традиционална семејна професија, стара 100 и повеќе години. Пред камерата на телевизија Стар, Тасе ја открива тајната на вкусниот пазарџиски кебаб. Свежо телешко месо, одлежано 24 сати во едра сол, еден ден да лежи 24 сати и другиот ден се стават зарзавати по желба што сакаш. Тоа е една семејна тајна која не се открива колку и што се става. Па не е тајна, али по желба кој што сака, зачини какви сака, што сака. И таа е највише тајната што солта одржи цврсто да биде кебапот, да не се крши кога се пече и вкус добива. Да. Колку време му е потребно на кебапот да се испече за да биде вкусен? Максимум 7-8 минути. На температура појака скара, да не изгори, често се обрќа. Зошто токму на јаглен? Што е причината јагленот да биде основно гориво за ова? Па јагленот има специфичен вкус, мириши на кебаб, на скара, оти на плот на кој како пржено доваѓа као тава да е, а јагленот се подруг вкус. Синовите на Тасе ја продолжуваат семејната традиција. Па има децата работат, двете деца со овој занает, малиот и големиот син. Средниот е професор, он друга професија има. И така. Што им препорачувате на оние кои што се уште не се одлучиле што да сработат за екзистенција? Дали ова е профитабилна работа? Дали и сега во време на криза, да речеме, може да се живее од ова? Па може да се живее, само треба голем труд, голема работа да вложиш. Нема одмор тука, 24 сати треба да работиш. Така е овој занат. Има ли некој дел од годината, уште ова на крајот, има ли некој дел од годината кога највеќе се бараат, кога најмалку се бараат? Има ли нешто сезонско или цела година? Па сезонско е летото. Од мај месец до септември сезона на кебапите. А оној другиот дел? Другиот е помалку, али исто е, али повише и летно време. Во меѓувреме, топлиот февруари ја зголеми фреквенцијата помеѓу пазарните тезги. Муштериите со позитивна оценка за тоа што се нуди. Исто како рекламсија. А што повеќе се купува? Кога има топло, кога е сонце, што повеќе се купува? А на ладно што? Има ли некоја градација така? Зимно време е тоа ти. Исто А е. што се купува зимно време? Па што се купува? Се нешто јаболка, банана, А кога е топло? салата. Па и топло која е истото. Овоше Значи овоше е и ладно и за и салата. Ловеница? Кој е топло? Добар е пазар, не е скап, ефти. Не, а? Не е Што се ефти. купува на топло, на сонце, а што се купува на Па ладно? се. На ладно што се купува? Тя се зелка, зима. И друго што А на ќе топло? Кога е топло што? пипер, патиџани. Пазарџиите по некое непишено правило со мощне воздржан тон за денешниот интерес за пазарење. Интерес, како интерес, како обично кај секој пазар. Што најповеќе бараат од сега? Јабушко обично земат повеќе. Друго нешто, кикирика земат, луко има потажна по него. Луѓето сакат да се сеат и така. Да. Има ли некоја разлика која е топло и ладно што се бара? Да речеме сега малку потопло, што повеќе се троши? Па, нема врска. Исто е. Потажна таа е таа. Добро, денеска топло времето, убаво да има движење на народот и така. Се продава, добро е. Интерес? Интерес има. Зашто најповеќе? Најповеќе одат на зеленото веќе. Ево, патиџани, лукче, крумитче,
крставичка, спањак зелено, терат марува и тоа. Која е веќе топло? Што најповеќе бараат? Најповеќе барат за марули, крставички. А кој е ладно? Ладно, ваде, овоши. Цените подолго време не променити во однос на она што се нуди на пазарните тезги. Еве дел од нив за одилни производи што се продаваа во 13 часот. Компир 25 денари за килограм, зелка од 15 до 20 денари за парче, моркови од 30 до 40 денари за килограм, цвекло 30, спанак 50, тиква 20, јаболка од 30 до 40, лимон 50 и мандарина 50 денари за килограм.